meine Damen, meine Herren von der Presse, lieber Christian, die anderen Herren im Raum. Mein Name ist Norbert Beckmann-Dierkes und ich habe die Ehre, in den kommenden Wochen, 3-4 Monaten, die Konrad-Adenauer-Stiftung, auch das Büro in Skopje in Mazedonien zu repräsentieren. Heute treffen wir uns hier zur ersten regionalen Frauenakademie der EVP-Partnerparteien aus der gesamten Region Südosteuropas. Ich glaube, das ist angesichts des herannahenden 8. Mai, des Internationalen Frauentages, ein starkes und deutliches Zeichen dafür, dass Politik von allen gesellschaftlichen Gruppen ausgeht, dass wir miteinander Politik gestalten müssen, dass es aber insbesondere eins noch einmal zeigt, dass man die eine Hälfte der Menschheit, die erste, einfach nicht vergessen kann. Es ist ein Zeichen dafür, dass Politik von allen gemacht werden muss, für alle gemacht werden muss, und es ist vor allem ein Zeichen dafür, dass es kein exklusives Recht einer politischen Richtung gibt, die Frauenpolitik, die Frauenarbeit für sich zu reklamieren. Es ist uns ein konservatives, ein christdemokratisches Anliegen. Наша конзервативна демохристијанска цел да се подразбира дека заедно со жените одговорно за нашето општество, за нашите партии и држави да работиме. Фондацијата Конрад Аденауер веќе долги години во регионот се ангажира за демократски политички диалог што се води по вредности и исто тако вид на изборна кампања, тако вид на аргументирање, на разговарање, пред се во поглед на демократска иднина која што се води од правна држава, транспарентност и согласно конзервативните вредности и демохристијанските или христијанските луѓе. Таму во средиштето се поставува општеството и творењето на идни генерации, и тоа за нас представува наша заедничка одговорност. Јас се радувам што денес може овде да ја поздравам Благи Царска, која што е раководителката на Унијата на жени на ВМРО. Добро дојде, навистина ми е драго што може заедно да организираме пред се ова академија. Секако посебно ми е чест да представам Дорис Пак, која што раководител на Унијата на жени на ИПП, и Роберт Шуман институтот кој што се залага за образование на младите лица во регионот и во политиката. И сакам да потенцирам пред се дека во ова време посебно се ангажира во Брисел, како и фондацијата и во Европа и секаде на други места за идеите на Југоисточна Европа и потребите. По правило, ти си последен, по правило секогаш прв го поздравуваме председателот, но овој пат ќе бидеш на трето место, не дека е помалку важно. Срдечно добре дојде, гледаше дека може партиски да соработуваме и вакви настани. Ние двајца сме, да речам, десното крило во овој случај и навистина се радувам да има добра дискусија во текот на целиот семинар. Се радувам што сум овде во Скопје. Добре дојдовте. Добро, јас сакам еве и од моје име да се заблагодарам на Конрад Аденауер фондацијата, да се заблагодарам на Дорис Пак, председателката на Унијата на жени на Европската народна партија, што имаме оваа можност да овие 2 дена поминеме заедно, да поразговараме околу можните политики кои што во иднина ВМРО-ДПМН се разбира Унијата на жени на ВМРО-ДПМН било добро да ги имплементира во делокругот на своето работење. Секое искуство е добре дојдено. Ова искуство за нас е многу значено, бидејќи на овој начин не само што учиме, туку и нашите, би рекол, организатори на овој настан, Фондацијата Конрад Аденауер, Дорис Пак може да научат и нешто за нашиот менталитет, за нашиот сентимент, за она што сме ние. И секогаш е добро кога можете да се представите во на светло во кое што можеби
луѓето немале можност претходно да ве гледат. Затоа овие настани се исклучително значење за сите нас, за сите вас кои што сте одека, покрај тоа што учите, покрај тоа што учиме, да имаме и можност да се представиме во подобро светло пред луѓето кои што се денеска со нас, а не се од Македонија. Она кое што мислам дека е важно да се истакне е фактот дека Конрад Аденауер фондацијата практично долго време е заедно со ВМРО-ДПМН, вклучително и оној последен, би рекол, тим билдинг кој што го имавме минатиот викенд во Охрид. Ја користам оваа прилика, еве од моје лично име, од името на партијата, повторно се заблагодарам до Конрад Аденауер фондацијата. Наистина беше прекрасен викенд. Присутните можеа да научат некои нови техники на водење на кампања, што е исклучително значено за нас, имајќи предвид дека за помалку од 35-37 дена од денеска ќе биде денот кога граѓаните на оваа држава ќе одлучуваат за единината, дали ќе останат заглавени во минатото, во криминалот, корупцијата, понижувањето, маловажувањата, кои што, за жал, нашиот политички противник ги има во изобилие во начинот на водење на неговите политики, или ќе се практично определат за обновата на земјата, за надежта, за квалитетот и честитоста која што ние ќе ја понудиме на следните парламентарни избори. Така што изминатиот викенд наистина беше многу корисен за сите тие кои што беа таму присутни и доста можевме да научиме за некои нови техники, нови пристапи, посебно во делот на комуникацијата со гласачите. Нема да должам, бидејќи тука се и луѓето од медиумите, за да не одземам повеќе време, ќе зборувам можеби понатаму малку повеќе на таа тема. Сосема на крај, ќе ми дозволите уште еднашка да се заблагодарам на можноста, на напорот кој што се вложува од страна на Конрад Аденауер фондацијата и поддршката која што дава на ВМРО-ДПМН, на структурите на ВМРО-ДПМН, и апелирам да и во иднина продолжиме со иста динамика, зашто да не биде тоа и уште повеќе зачестено. Така што на присутните тука им посакувам пријатни и убави 2 дена, не само на тие кои што се од нашата земја, туку и на гостите кои што се од земјите од соседството, да работиме заедно и да учиме едни за други, затоа што само така можеме да се поддржуваме повеќе. Ви благодарам. So I speak in English. Yes, ќе говорам More на англиски. understandable than if I speak in German. Okay. Yeah. Ќе биде малку. Happy to be here. Драго ми е што сум тука со вас, затоа што беше идеја на вашата председателка и лична моја идеја кога бев во октомври минатата година, и тогаш зборовме дека треба да се организира ваква конференција која што ќе биде меѓународна, пред се опфаќајќи земјите од Југоисточна Европа, и мислам дека е одличен избор. Исто така ни се потребни луѓе кои што нели ќе направат нешто вакво. Во нашата партија, во Европската народна партија, ние немаме доволно средства, значи потребно ни е поддршка од луѓе, а токму тука влегува и Конрад Аденауер фондацијата, која што не е тука ангажирана само туку во целиот регион, па дури и да секаде во Европа и во светот ќе ги сретнете нив. Нивната работа е одлична во однос на промовирање на демократските вредности. Не се фокусирам само на партиските прашања, туку тие се фокусираат на демократијата како вредност и како овие вредности би може да се приближат до народот, до луѓето. А тоа е токму тоа нешто кое што, значи, вие имавте исто така добра недела и бевте и во Нови Сад и во Охрид исто така. Да, Охрид е преубав, го сакам. И мислам дека тоа е тоа што сакаме ние, да има возможност на младите луѓе, пред се жените, да им се дадем да се омоќат, за да бидат ангажирани на сите нивоа каде што се потребни. Затоа што, како што Ноберт кажа претходно, ние сме половина од човештвото, и ако ги гледаме различните нивоа, каде сме ние тогаш? И има недостаток на ангажираност на жените, не затоа што жените не сакаат да бидат ангажирани, туку никој не ги бара, не се посакувани таму. И вие добро знаете доколку жените се ангажирани, не дека се подобри, туку има други гледишта на работите и ќе донесат нови идеи, поинакви идеи, кои што се многу подлабоко вкоренити во потребите за нивните деца, за нивните
семејства и мислам дека многу работи може жените да придонесат, кои што најчесто се запоставувани пред се затоа што гледат на еден начин, затоа што поинаку се гледат работите политички пред се, а не од една човечка перспектива. Токму тоа е тоа што ние се обидуваме да го воведеме и мислам дека на таков начин ќе добиеме и win-win или победничка ситуација за сите страни, и за мазите, и за жените. И затоа целиот живот сум посветен на работа и се обидувам да работам на токму оваа идеја, како да се донесе барем знаењето и за ангажирањето на жените на едно повисоко ниво. Ако се јас загледам назад на мојата кариера, 14 години работев во Будестагот и 25 години работев во Европскиот парламент. И кога започнав во германскиот Будестаг, исто така бев под квота. Значи, протестантите беа пред се на листата, затоа што има многу католици, па потоа имавме од лабористите кои што беа застапени во парламентот и на крајот стануваше збор за тоа колку жени ќе бидат присутни на ова место. Се знаеше дека не може да се влезе. Јас бев избрана, но сепак за жал некој пред мене на крајот, последна година од бидување на премиер, почина од рак и затоа што и тогаш јас настапив на сцена под квотата, нели? И од овој момент можев да кажам дека и сум способна да го работам тоа што од секојаш сум сакала да го работам. На крајот никој воопшто не прашуваше дали жената може да го направи тоа и зошто го прави ова, затоа што има 2 деца, нели, зошто не е дома и така натака. Навистина треба да потврдиме и да ја покажеме жената како модел кој што ќе даде и иницијатива за други жени да се движат во оваа насока. И има веќе многу добри и интересни жени кои што можам да спомнам и една за која што е нашата канцеларка Ангела Меркел, која што е навистина еден пример за тоа како треба да се однесува една жена политичар која што е навистина заинтересирана за добробитта на луѓето, а не за единствено добивање поени или за собствена слава. А тоа е тоа што сите ние би требало да имаме предвид. Како гостин тука во Македонија имам можност и сум среќна што гледам многу жени присутни тука, кои што доаѓаат и од другите земји во регионот, исто така, освен од Македонија, и мислам дека може заеднички да споделиме многу работи. И треба да имаме предвид дека ваквите работи настани треба да се организираат почесто, затоа што секој во својата земја, дали станува збор за Албанија, за Србија или за тука во Македонија, Косово или било каде, сите овие жени имаат искуства и понекогаш негативни искуства кои што се потешкоти во работата, луѓе кои што не ги сакаат нивните ангажмани. Тие искуства треба да се земат да се постават на маса и да се види на кој начин би можеле ние да се спротивставиме на ваквите трендови. И затоа би посакала многу интересна и плодна дискусија за време на оваа средба. Тука имате одличен хотел, одличен амбиент, со добар поглед на целиот град, нели малку може да си земете да се сликате тука и да покажете на луѓето дека сме тука, нели, убава локација. Многуто луѓе не знаат воопшто за регионот, тие ги мешаат работите, дали има некоја луда работа во Србија, тогаш се гледа дека тоа целиот југоисточен регион го има таквото нешто. И секогаш смета дека некој е крив за оние работи кои што се случуваат во различни земји. И ние се обидуваме да покажеме дека секој од оваа земја има своја традиција, има своја култура и исто така членка на Европа или земја која што припаѓа на Европа, затоа што повеќе земји се присутни и тука сакаме да промениме размената на нашите култури со Европската унија, кога што и вие сакате да станете членка. И мислам дека е токму тоа што ние би сакале да го покажеме, дека ние сме заедница на различни култури, но сепак се базираат на вредности кои што се слични, а вредностите пред се вредности кои што демохристијански вредности, со почитување на законот и на владењето на правото, да се спротивставиме на корупцијата, значи да е дури омрза кон корупцијата и да направиме се да мажите во политиката го направат истото, затоа што многу од нашите, тоа се пред се пари од нашите детства, и ако тие ни ги користат за добробита на сите, денеска тогаш ќе упропастуваат нивната иднина. И мило ми што може да дискутираме овие работи тука. Имаме двајца мажи, едниот е организатор, мора да биде тука, не мора да биде тука, но сака да биде присутен тука со нас, затоа што е председател на партијата и затоа што нели јас ги почитувам жените.
целосно не почитува и го знам сето тоа. И се надевам дека барем следниот пат, следната недела, ќе биде тешка и со предизвици за сите нас и за сите жени. Без овие жени воопшто нема да успеете да победите. Затоа е многу битно да се работи најдобро што е можно. Една работа сакам да ја кажам, многу би сакала дека во сите овие дискусии кои што ќе ги имате во следните неколку дена, ќе ве замолам. Имајте почит. И почитувајте ги другите. Дури и ако знаете дека направиле лоши работи, тогаш вашите идеи нека бидат тие кои што ќе ги поддржите, дека што вие би сакале да го промените за вашите деца, за образованието, за здравствениот систем, за вашата земја. Зборувајте за тоа. Не бидете агресивни во вашите дискусии како што сум слушнала и сум видела во целата земја. Ако сум во Албанија исто така, значи има многу агресивно однесување помеѓу луѓето, а жените би требало да бидат промената во таквото однесување. Помогнете им на мажите да го направат, да направат добра кампања на ваков начин. Ви посакувам се најдобро во таа насока. Ќе се обидам да бидам кратка, заради медиумите. Почитувана Дорис, почитуван Норберт, почитуван председателе, почитувани дами од регионот, почитувани мои сопартики, почитувани медиуми, навистина ми е драго денеска што се гледаме тука, што успеавме, благодарејќи на нашето членство, кое што се случи минатата година во Европската народна партија, благодарејќи на нашата почитувана Дорис Пак, тогаш разговаравме што ние заедно со фондацијата Конрад Аденауер, која што е фондација која што навистина не поддржува и сакам да го изразам моето огромна благодарност до нив, што ние можеме во Македонија да направиме и дали можеме да почнеме некакви регионални активности. Секако господјата Дорис и луѓето задолжени за нас од Конрад Аденауер кажа дека можеме да направиме една регионална конференција на која што ќе говориме за правата на жените, на која што ќе говориме како ние од регионот да дојдеме и да влеземе во европското семејство спроведувајќи ги дел од програмите кои што ги има Европската народна партија. Можам да се пофалам дека ние како Унија на жени на ВМРО-ДПМН во нашата програма имаме вклучено дел од програмата која што ја има Европската народна партија, односно жените од Европската народна партија, и наша должност и наша задача е да се стремиме тие наши програмски цели, таа наша програмска визија да ја исполниме. Јас сум убедена, гледајќи ве вас и знаејќи ја силата и капацитетот на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, дека ние во таа цел ќе успееме. Ви посакувам убав престој тука, ви посакувам плодна дискусија и уште еднаш би сакала да ги поздравам гостите кои што се од регионот тука. Драго ми е што гледам драги и познати лица овде и се надевам дека овие 3 дена ќе имаме плодна и успешна регионална конференција. Благодарам уште еднаш до Конрад Аденауер, благодарам Дорис што успеа да одвоиш време и да бидеш дел од овој настан.